Власта ги одбива амандманите од опозицијата за помош на земјоделството. Пратениците на Комисијата за финансирање и буџет расправаат по 222 поднесени амандмани од опозицијските партии, од кои 153 се од ВМРО-ДПМН. На стартот од расправата беше одбиен амандманот на опозицијата да се предвида 300 милиони денари за интервентен фонд за земјоделството. Пратеникот од Социјалистичката партија Љупчо Димовски истакна дека ако постоел ваков фонд немало да има потреба од ковид мерки за земјоделците и ја обвини власта дека не се грижела за, како што рече, наизмачените граѓани. 110 милиони евра должите на земјоделците, а со 50 милиони ќе ги лажите. Ја барам овде 3 милиони, вие предлагавте 6 милиони евра. Интервентен фонд за погрибање на штетите кон земјоделците и интервенирање во ситуации кога имаме диспаритет, односно кога производната цена е повисока од продажната цена, односно од купната цена. Оваа влада е чудна влада, влада на импровизации, влада на, што да кажам, на измислици, влада на измами, на превари, на лаги и така натаму. Престанете да ги лажете земјоделците. Вие 50 милиони евра имате предвидено во програмата за финансиска поддршка, затоа што имате страшни реакции на земјоделците, затоа што веќе 2-2,5 години немаат ни денар добиено од субвенциите кои што им следат. Заменик министерот за финансии Димитар Ковачевски рече дека не било точно дека власта не се грижела за земјоделците. Вели годинава за овој сектор биле наменети 3 милиарди и 500 милиони денари. Министерството за финансии и владата се грижат за секој аспект на функционирањето, така да за социјална заштита, каде што влегуваат и фондовите, се издвоени 29,4%, односно 91 милиарда денари. Економски работи, каде што влегуваат и овие теми за кои што сега зборуваме, се во износ од 24,7%, што практично представува четвртина од вкупниот буџет, во износ од 77 милиарди денари, и тука влегуваат покрај субвенциите за земјоделците, руралниот развој и функционирањето на Министерството за земјоделие и другите економски активности. Инаку ова е 6-ти ден како пратениците расправаат за ребалансот, а од денеска ги разгледуваат и амандманите. Инаку најголемиот буџет тежи 4,3 милиарди евра. Со ребалансот се предвидува приходите да се зголемат за 5,6%, а расходите за 8,6%. Буџетскиот дефицит ќе се продлабочи за нови 200 милиони евра. Ребалансот за прекројување на државната каса се очекува да биде ставен на гласање кон крајот на оваа недела.